Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско катче на Слободен печат. Се зголемува ли бројот на заболени од карцином во државава? Која е ризичната група? Дали се уште пациенти над 40 или 50 години се најризичната популација? Дали има млади пациенти? Што е со ПАП тестовите и дали се зголемува карциномот на грлена матка кај жени? Утрово на дел од овие теми ќе се обидеме да дадеме одговор со доктор Јашар Дженгис од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добро утро. Благодарам на поканата. Ми е драго што сум овдека прв пат кај вас, меѓутоа се надевам дека нема да биде последен. Нашата соработка ќе продолжи понатаму. Вие сте доктор на науки по патолошка анатомија, еден од ретките во државава. Постојано се зборува дека бројот на патолози е мал и дека сте преоптеретени со работа. Во воведот на интервјуто кажав дека се зголемува бројот на карциноми и дека младата популација е се почест пациент. Какво е вашето искуство, бидејќи е децениско? Јас сум во оваа работа 32 години, од кои што 12 години на клиника, а останатиот дел сум, значи повеќе имам искуство како приватен патолог во рамките на клиничката болница Аџибадем Систина. Во однос на бројот на патолози во државата, таа бројка е некаде константна, не се зголемува и покрај тоа што обемот на работа е постојано зголемен, меѓутоа очигледно дека станува збор за една неатрактивна професија. Да бидам искрен, јас додека студирав воопшто не сум ни размислувал дека ќе работам како патолог, затоа што едноставно имав впечаток дека тоа се доктори кои што вршат обдукции, јадат сендвич на обдукциона маса и така ми изгледаше малце морбидна целата работа, дури откако го завршив факултетот. Мојата најголема љубов беше судска медицина, меѓутоа во секој случај се најдов и во оваа работа, затоа што ова е сепак некаква инвестигација, истражување, детективска работа, да се пронајде болеста, да се даде точната дијагноза, да се направи се што е потребно за да пациентот има соодветен третман. Не можам да кажам дека е лесна работа, напротив, исклучително тешка, бара многу знаење, многу читање, многу посветеност, многу самопожртвуваност и веројатно е тоа причината зошто младите доктори не ја сакаат оваа работа, затоа што бара работа и одговорност. А одговорноста е нешто од кое што сите млади бегаат, да бидеме отворени. Така, околу бројката на пациенти се зголемува ли од година во година? Некако после ковидот, поради нередовните скрининзи и контроли, имаше рапидно зголемување, меѓутоа веќе е веројатно искристализирана сликата. И кои карциноми предничат, бидејќи работите патолошки анализи? Јас само ќе ви дадам некои приближни бројки во однос на она што го работиме ние во нашата лабораторија. Значи, некаде во периодот 95-2000 година, значи, ние сме имале отприлика меѓу 150 и 200 пациенти со колоректален карцином. Таа бројка моментално само во нашата болница е меѓу 100 и 150. Значи не станува збор за останатите лаборатории во државата, значи сигурно е 2 или 3 пати поголема бројката. Ке речеме да, веројатно населението станало свесно дека треба да се прават редовни прегледи, колоноскопи и така натаму, меѓутоа сакам да кажам дека имаме еден рапиден пораст на пациенти со карцином на дебело црево, што да речеме во известна мерка е поврзано со начинот на живот и храната. Од друга страна, имаме исто така зголемен број на пациенти со карцином на дојка. И тој број е постојано во пораст. Значи, ако сме имале во 2000-та околу 200 годишно, сега таа бројка е некаде 800-900, можеби и повеќе, да не грешам. Значи, сакам да кажам, 4 пати е поголема бројката. Она што нам ни е индикативно, особено после ковидот, е зголемен број на пациенти со карцином на панкреас,
и пациенти кои што имаат ретки тумори, значи тумори кои што во книгите беа пишувани со мали букви. Так. Ние сега се соочуваме со тоа, да бидам искрен, јас секогаш сум велел, викам, ако бидам среќен во текот на мојата кариера да видам еден ваков тумор, тоа ќе биде сосема окей. Меѓутоа, сега се доаѓаме до заклучок дека тие ретки тумори барем еднаш до два пати во годината, што е малце невообичаено. И нормално сега ќе го обвиниме, нели, ковидот, ќе обвиниме вакцинацијата. Во позадината на сето тоа е каква храна јадеме, дали е се тоа проверено, каков воздух дишеме, каква вода пиеме. Значи, има многу работи кои во целата оваа околина треба да се земат во предвид за да дадеме една добра студија од епидемиолошки аспект што е се причина за тоа. И не за чудо популацијата која што велиме, нели, карцином на дојка е многу почест кај жени над 50-та година, сега се испоставува дека таа граница е поместена меѓу 35 и 45 години, што е, мислам, навистина алармантно. Так. Докторе, кога зборуваме за возраст, кој е најмладиот пациент и кој карцином ве лично ве има изненадено вас кога го имате детектирано кај одреден пациент? Значи, мене лично ме има изненадено девојче на возраст од 11 години со муцинозен карцином на јајник. Тоа беше некаде пред 10 години. Потоа карцином на града кај девојче од 18 години и кај пациентка која што е на возраст, ми се чини дека беше 37 или 32 години со карцином на ендометриум. Карциномот на ендометриум се смета дека е болест на постарите жени во менопауза, меѓутоа ова беше малце чудно. Среќа што ние сме толку посветени на работата да ние веќе знаеме дека штом имаме млад пациент треба да се направат сите дополнителни анализи за да се земат во предвид или да се исклучат генетските фактори. Сега она што е генетиката кај нас, тоа е веројатно поврзано и со епигенетиката, односно со средината во која што живееме, така да и да носиме мутирани гени, што секојдневно се случуваат кај нас, очигледно дека самата средина доведува да бројот на мутации кои што настануваат во клетките е се поголем и поголем, да системот не успева, нашиот одбранен систем и нашата дезоксирибонуклеинска киселина не успева да ги оправи сите оштетени клетки. Како држава имаме неколку национални скрининзи, меѓу кои и скринингот на ПАП, практично скринингот на карцином на матка. Каква е тука состојбата? Статистиката вели дека постојано се зголемува таа бројка кај жени и покрај скринингот. Се прават ли редовно контроли и каде тука е проблемот? Бидејќи покрај скрининг бројката се зголемува. Значи, ајде вака да веќе спомнав 32 години сум во оваа работа, во гинеколошката патологија 25 години. Тие 7 години ги оставам како дел од кој што беше на специализацијата и на постдипломските студии. Меѓутоа, посветеноста во однос на гинеколошката патологија датира од поодамна и јас колку што знам, значи организиран скрининг во државата нема. Значи тоа се само некои обиди кои што се направени во однос на тоа да биде опфатена одредена популација, одредена возрастна група, и она што е сега во последните неколку години активно е таа популација која што се скринира, меѓутоа одзивот е многу мал. Што пак ќе наведам дека некаква организација во тоа недостасува, нешто тука недостасува. Втора работа во однос на она што велевме ние како превенција за хуман папилома вирусот е вакцинацијата.
Сите имаме лошо искуство со вакцинацијата од ковид периодот, така да мислам да признам, ја не сум антиваксер, тоа мора да го напоменам, меѓутоа очигледно дека вакцинацијата или ефектите од вакцинацијата ќе треба да почекаме уште извесен временски период да видиме дали тоа функционира или не. Зборувам за вакцинацијата која што беше спроведена во периодот меѓу 2010 и 2012 година. Ние се уште и покрај тоа што имаме вакцинирани жени, во тоа време девојчиња, ние повторно имаме таа популација на пациенти кои што имаат хуман папилома вирусна инфекција со диспластични промени на грлото на матката, што упатува на тоа да они се заштитени од одредени типови на ХПВ, меѓутоа не и од останатите. Ако имаме 14 ризични групи на хуман папилома вирус, заштитата беше првично од 4, сега е воведена таа 9-валентна вакцина, меѓутоа очигледно дека и вирусите се доста умни и знаат како да мутираат и како да го препознаат тој одбранбен механизам, мислам вака малце сликовито, не е точно. Но предпоставувам дека мутациите кои што се случуваат во клетките одат кон тоа да ние ќе се заштитиме од одреден тип, меѓутоа другите типови имаат веќе поотворена врата. А тоа се тие ретките типови со кои што да речеме еве ние немаме и големо искуство со тие ретки типови или нашата популација го нема тоа, обично е тоа некоја одредена група на жени во одредена возраст. Што се однесува до бројката. Значи од периодот од како работам во приватната болница Аџи-Бадем Систина, значи ние ми се чини дека во првите 10 години го редуциравме бројот на пациенти со присутни диспластични промени и хуман папилома вирус. Значи да разјасниме, овде зборуваме за ваши пациентки кои што се влезени за наши пациенти. Системот. Значи тоа се пациенти кои што се воведени во системот. Значи ние имаме некој благ пад. Причината ја гледам во тоа што тоа се редовни пациенти кои што доаѓаат на редовни контроли и каде што веќе во минатото ние сме направиле одредени интервенции доколку станува збор за диспластична промена од висок степен. Така да тие пациенти се веќе надвор од ризикот и доаѓаат само на редовни контроли, нели, под услов да размислуваме за тоа дека се можни рецидиви или инфект со некој друг тип на хуман папилома вирус. Од друга страна, сите нови пациенти кои што влегуваат во системот, тие веќе доаѓаат со високоризична ХПВ, хуман папилома вирус и дисплазија од висок степен, што упатува на тоа дека таа пациентка или не одела на редовни прегледи или редовните прегледи ги прави на поголеми временски интервали, доволно да промената премине од еден тип во друг. Треба само да се разјасни една работа, значи не може преку ноќ од пациентка од дисплазија од низок степен да премине во висок степен. Тоа е процес кој што трае долго време, значи некои 2, 3, 4 години. Од тие причини веројатно сега е поместена таа граница на редовни контроли да биде наместо на секоја година да биде на 3 години. Доколку имате негативен ПАП. Ако е ПАП позитивен, тогаш се знае на 6 месеци до најмногу година дена, веќе според тоа како ќе одреди гинекологот, врз основа на тоа што го гледа на гинеколошкиот преглед. Врз основа на вашиот наод практично продолжува понатаму и лекувањето. Доколку се детектира карцином на одреден орган, понатаму онколозите го одредуваат и лекувањето.
Колку е одговорно, односно колку е тешко да се одреди и дали се бара ваше мислење понатаму од страна на онколозите со каква терапија ќе биде третиран пациентот? Во однос на изборот за терапија, тоа е строго пропишан протокол од страна на онколошките здруженија во светот, така да она што онкологот треба да го направи е делот од неговата работа, но за да го направи тоа, ние треба да ги сервираме сите параметри во однос на самата болест. Вака кулинарски кажано, хирургот ќе ни обезбеди брашно, шеќер, јајца, се. Ние треба да ја подготвиме тортата и тортата да ја презентираме на онкологот, за да он знае за каков тип на торта станува збор и на кого и со што треба да се послужи. Така. Значи, во конкретниот случај, направената операција, доколку имаме, да речеме, како оди патеката, значи имаме позитивен ПАП, да речеме сомнителен за висок степен или суспектен за инвазија, тоа е апсолутна индикација за биопсија или киретажа, во зависност од тоа каде ги наоѓаме на микроскоп клетките. Откако ќе се направи биопсијата, значи имаме две можни патеки, или ќе имаме висок степен на дисплазија, која што се завршува со конизација, или ако е инвазивен карцином, значи завршува со една операција. Значи бројот на тие операции, што викаме радикална хистеректомија со вадење на лимфни жлезди, кај нас од година на година е се помал и помал, што упатува на тоа дека ете ние некако сме влезени во тој систем да нашите пациенти се заштитени по тоа прашање. Материјалот кој што се вади, значи доаѓа кај нас на испитување. Значи ова е веќе вториот чекор каде што ние треба да го одредиме, да ги одредиме параметрите на болеста. Тоа е колку е голем туморот, дали ги зафаќа крвните садови, лимфните жлезди, дали имаме воспалителен инфилтрат, колку е оддалечено од параметрите, односно од деловите каде што гинекологот одредува дали ќе се прави оперативен третман или не. Ресекционите рабови, дали е извадено во здраво или останал дел од туморот. Значи, се тоа параметри кои што ние во својот извештај мораме да ги напишеме, за да на крај го одредиме стадиумот на болеста и да одредиме така наречен прогностички индекс во однос на тоа во која категорија ќе влезе пациентката, во нискоризична, средноризична или високоризична група. Особено тежок е моментот кога имате карциноми, односно тумори кои што се лошо диференцирани, па не знаеме дали е плано или е адено или е мешан тип, па треба да направиме дистинкција околу тоа, затоа што по новите протоколи, значи постои разлика во терапијата и постои разлика во прогнозата на болеста. Така да кога ќе ги напишеме сите тие параметри во званичниот извештај со одредувањето на стадиумот на болеста, веќе онкологот има јасна представа кој протокол ќе го спроведе во понатамошниот третман, колку долго ќе трае, на колкава е дозата, на дали да зрачење или цитостатска терапија и така натаму. Значи тоа е делот каде што ние со онколозите сме во постојана спрега да се што треба фактички го направиме на еден професионален начин за да овозможиме полесен и поадекватен третман на секој пациент. И излекување секако на пациент. Апсолутно. Докторе, времето ни е кратко, темата е многу голема. Една препорака за крај на интервјуто до пациентите. Како и секој лекар, нормално, на што сакам да го потенцирам, тоа е нешто што на сите ни недостасува, тоа е свест, совест и самодисциплина. Редовните контроли, редовната посета на лекар, во конкретниот случај зборуваме кај матичен гинеколог или кај гинекологот кој што ја води пациентката, е најдобар показател за тоа дали имаме нешто, дали со нешто ќе се соочиме, и како тоа треба да се третира. За среќа,
Карциномот на грлото на матката е болест која што може да се превенира и од која да немаме ситуација да се доведеме да имаме инвазивни карциноми. А се она што е преинвазивно се лекува и тоа е можеби ќе речам една лоша епизода во сирискиот филм наречен Живот. Така. И после тоа ќе заборавиме дека некогаш сме имале таков проблем. Така. Почитувани гледачи, ова беше доктор Џенгис Јашар од приватната болница Аџибадем Систина. Вие останете со нашата програма, следете го веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.